Колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Стана вообичаено за Социјалдемократскиот сојуз секогаш кога фатен на дело преку конструкции, закани и дисквалификации ја извртува вистината. СДСМ вчера демантираше дека господјата Софија Куновска, порано Матевска, се подпишала во име на фирмата Global.com на договор кој бил склучен со генералната директорка на МРТВ, господјата Гордана Стошич. Господа од СДСМ, ако баба лаже, рок не лаже. Ова е договорот склучен помеѓу генералната директорка на МТВ и фирмата Global.com, чиј овластен подписник е лицето Софија Матевска. Доколку се спореди незиниот подпис, кој што стои врз печатот на фирмата Global.com, со подписот на господјата Софија Матевска, сега Куновска, кој што стои на официјалните документи од градот Скопје, каде што веќе втор мандат е советник, ќе се забележи дека подписите се идентични, односно дека се работи за еден ист подпис. Од тука е јасно дека Софија Куновска, порано Матевска, актуелната координаторка на советничката група на СДСМ во градот Скопје, е истото лице кое стои за договорите на фирмата Global.com, која во периодот во 2004 година биле склучени со Македонската радиотелевизија. Ги повикуваме сите оние кои сакаат да ја проверат веродостојноста на овој договор да се обратат до надлежните институции, вклучително и Социјалдемократскиот сојуз. И второ, ова е протокол на договори склучен во 2004 година помеѓу МРТВ и фирмата Global.com Доел. Во овој протокол на договори може да се воочи дека само по основ на еден договор Македонската радиотелевизија се обврзува да и исплати на фирмата Global.com 10% од остварените приходи, односно оваа фирма остварила корист од 1.112.000 денари. Значи ви кажувам само за еден од протоколите. Ова е потврда дека фирмата Global.com, блиска до Социјалдемократскиот сојуз, се јавува како деловен партнер на Македонската радиотелевизија во повеќе договори склучени во времето на 2004 година. Од тука прашуваме, каде отидоа парите од овие склучени договори? Дали отварањето на стечајната постапка на фирмата Global.com е обид да се прикрие матното работење и вулканите бизнис сделки? И дали парите од овие сделки завршиле на контото на Социјалдемократскиот сојуз? Почитувани, ова се дел од информациите со кои ние располагаме и истите ги презентираме на јавност. Потребно е институциите на системот да го разгледаат работењето на фирмата Global.com, улогата на лицето Софија Матевска и нивните сделки со Македонската радиотелевизија во 2004 година. Јас толку дали имате прашања во ова или надвор од темата? Дали во ова ситуација на настани, односно докази, може да се бара одговорности за бившиот директор на Македонската радиотелевизија? Знаете дека поднос во делот на корупција и криминал во ВМРО ДПМН има нула толеранција за секого, што значи дека доколку институциите на системот откријат противзаконско работење, принципијалниот став на ВМРО ДПМН е дека сме сите единствени пред законите, дека сите мора да одговараме за сето на што сме го направили. Повелете, дали имате други прашања? Ви благодарам за присуството.